Маја Кадиевска-Војновиќ, поранешен вице-гувернер на Народната банка, гостин во ова интервју. Со неа сакаме да анализираме за економските текови во државата. Каква е првичната проценка, кои се првичните ваши проекции за економската состојба во државата во услови кога и светот е раздраман од економска криза? Ако ги погледнеме бројките од јавниот долг, тој некаде, колку што се сеќавам, надминува над 60%. Дали сме во проекциите на високо задолжени земји како ранг или не сме? Тоа сте вие тука надлежна да го кажете. Во секој случај, на каде оди државата? Тешко прашање и тежок одговор. Значи, ние веќе како економија сме во состојба на стагфлација. За граѓаните тоа е можеби некој збор што не тоа е завиено познат. и непознато. Да. Меѓутоа го чувствуваат. Што е тоа? Тоа е период на висока инфлација. Значи веќе неколку месеци поред имаме двоцифрена инфлација, значи имаме висок раст на цените, а од друга страна пак имаме низок економски раст. Значи, тоа значи дека фирмите не испорачуваат големо производство, односно дека ниту пак ние како потрошувачи многу трошиме и знаеме зашто не трошиме. Значи, неколку квартали поред имаме низок економски раст и последниот податок за второто тримесечие од оваа година исто така потврди дека низок е растот. И сега сакаме да кажем, милуваат и од владата да кажат и сите дека сите се во криза. Да, Европа Тоа е последната во последно време таа зачестена дефиниција која што ја слушаме. Криза сме, да. И не само кај нас, еве ако отворите во регионот во светот. Така, меѓутоа ако ги споредиме податоците со другите држави, еве и од нашата околина, ние имаме најнизок раст. Сега ме прашавте за проекциите. За оваа година сите меѓународни институции, вклучително и домашниве, кои што ги прават проекциите, утврди околу 3% раст. Ја мислам дека нема услови, зашто според мои пресметки во првото тримесечие не е оној официјален раст ДСЗ што го објавува, нешто е понизок, мислам дека околу 1, а за второто полугодие од оваа година мислам дека веќе известно, значи голема веројатност постои да влеземе во рецесија. И сега Значи рецесијата ни чука на врата? Ни чука на врата, повеќе од јасно е дека ќе имаме намалена економска активност во сите сегменти. Ако збориме за индустрија, веќе имаме многу негативни тенденции во индустријата. Ни престои период на рецесија. И не сакам апокалиптично да звучам, меѓутоа сметам дека најверојатно и на среден рок ќе имаме негативни остварувања во економијата, не само ние, него и Европската Унија, а ние сме, знаеме, многу трговски интегрирани со, поготово со ние сме мало отворена економија. И мислам дека тоа ќе се прелее кај нас. Голем фактор за сите овие случувања е токму растот на цените на електричната енергија, ќе збориме воопшто на енергенците. Јас мислам дека ќе речете владата, голем фактор е владата. Добро, ќе збориме и за менеджментот на владата. Затоа што да, ќе збориме за менеджментот на владата, меѓутоа, значи, знаеме дека енергенците се главниот инпут, да кажеме, во производството, еден од главните инпути покрај трошокот за работна сила и останатите суровини кои ги произведува, кои ги користи производството, така да сметам дека конкретно, значи ако веќе еве бизнис заедницата би сакала и чувствува веќе дека и смета и знае дека влегува во рецесија. И би кажала населението, значи моменталните носители на политиките, владата, кажува тешка зима. Јас би кажала дека не е само оваа тешка зима, ќе имаме уште многу тешки зими и многу тешки лета, пошто и во лето користиме електрична енергија. Ќе имаме, значи, неизвестна една деловна околина на среден рок и се тоа ќе зависи понатаму еве во дискусијата од како ќе се одвиваат геополитичките случувања, да. И кога ќе седнат на маса Западот и Русија, пошто да се договорат. Да. Значи, сума сумарум околу ова прашање ни следува неизвесен и тежок период, не само оваа зима, туку ќе
ќе видиме и натака. Времето ќе покаже. Следното прашање е, имаме ли ние способност да го сервисираме јавниот долг? Од друга страна, прашањето на задолженост е прашање на идните генерации. Тие ќе треба да го отплаќаат, да го враќаат она што сме го позајмили. Видете, многу сум разочарана што критичната македонска јавност, сега зборам за професори, зборам ману, зборам па и бивши политичари, беа многу тивки во целиот овој период на криза од почетокот на корона кризата. Значи, прашањето за задолженоста беше, можеби памтите, многу јавно експонирано за време на претходната влада од ВМРО ДПМН и не кажувам дека Сакате да кажете дека тогаш бевте изложени на притисок? Така, да. А сега притисокот е помал. Тогашната влада, значи ако се сеќавате, многу новинари, многу јавни личности кажува идеме кон грчко сценарио. Значи имавме кризни периоди, многу, имавме шокови. Постојано сме во турбулентен период. Се зголемуваше јавниот долг за поддршка на економијата со некои даночни мерки. И за корона кризата се испумпа многу пари во економијата, за кои што жалам што никој од надлежните не го зема здраво за готово, односно озбилно, не здраво за готово, него баш озбилно, а го зема здраво за готово, извештајот на Државниот завод за ревизија, пошто ние како опозиција цело време кажувавме дека не е 1 милиарда помошта за економијата. Ние се задолживме да милиарда, меѓутоа не испорачавме помош кон економијата во таков обем. За двете овие кризни години, 20-21 се задолживме за 1.6 милиони евра, а испорачавме помош кон економијата околу 430 милиони евра. Значи, сме се задолжиле многу повеќе од кога што сме испорачале помош. И второ нешто што го констатира Државниот завод за ревизија е дека таа помош не била планирана, контролирана, транспарентно делела, наменски потрошена, дека се давала и за работи кои што не се поврзани со ковид кризата. И тука јавноста, значи зборам за експертската јавност, беше нема. И сега ние дојдовме до 61% од БДП јавен долг. Ретка бев, една од ретките што во целиот овој период пишував, значи пишувам и колумни и на дебати каде што алармирав дека значи да, помошна за економијата требаше да биде добро насочена, требаше да биде онаму кај што треба, а ние потрошивме и многу пари, односно непотребно, за да креираме во еден квартал потрошувачка приватна и тој ефект го немаме никаде. Кажував дека ќе биде тешко задолжувањето во наредниот период, од причина што владата наша го искористи луксусот на ниски каматни стапки на меѓународни финансиски пазари, од причина што на глобално ниво имавме толкава голема ликвидност што приватните инвеститори не знаеа кај да ги пласираат парите, кога зборам банки, нели, фондови, слично. Ние со прости зборови се истрошивме за онаа корона кризата и непотребно, значи тоа е нотирано од државна институција и неконтролирано, за да овој период сега имаме стеснат фискален простор. А сме во голема енергетска криза во која што приватниот сектор ја повикува владата да му помогне да интервенира за поевтина електрична енергија, го повикува да интервенира, значи со мерки за населението, ја повикува владата да интервенира со мерки за да колку толку го заштити животниот стандард. Добро, ма тие велат дека веќе ќе имаме снабдување со електрична енергија, значи колку толку е, вчера беа во Софија, беа низ Балканот деновиве и така натаму. Имаме субвенции на сметките за струја како помош за населението. Што би правеле вие во една таква ситуација? Јас треба да ми објасне како субвенционира сметки на струја, сега да објаснам за населението. И тоа е само еден пиар на владата. Македонија не користи газ за производство на електрична енергија. Домашното производство на електрична енергија, значи, користи јаглен и мазут, нели? Домашното производство од хидроцентралите си ја користи водата, така? Комбинираните централи, тоа се ТЕТО, е комбинирано, значи, користи и газ, веројатно и другиве ресурси. Се имаме еден сегмент обновливи извори, кои што
Многу малку се Многу користи. малце се 3,3% во бруто домашното. Ние само што влеговме во тој период сега да. Така, да. Од се учиме, па не така би речено. кажала дека сме влезани. Јас оваа влада, пошто имаат изделена партија, љуби да каже дека од кога се оние зголемено капацитетот на домашно производство од обновливи, која зборим обновливи соларни, биогасни и ветерниве паркови, не е точно. Статистиката си покажува дека не се мрднати од 2016 година. Значи, 16 ако било 3, нешто во бруто домашно производство и сега 21 е толку е од овие три категории. Сега што е поентата и лани. Што се случи лани? Значи, Европа влегува во енергетска криза, така? И сега, меѓу другото да споменам, дека ние 70 и во просек над 70% од 12 година до 19 домашно сме обезбедувале електричната енергија од вкупната потрошувачка. Рестото било обезбедено од увоз, да. Меѓутоа, во последните неколку години ние значително го зголемуваме извозот на електрична енергија. Тоа си го покажуваат податоците. И затоа имаме уште поголема потреба и од, да кажеме, увоз. Што се случи лани? Лани, значи, наместо да произведат државната ЕСМ сега, колку што е историското производство од термо и хидроцентралите, лани во двата критични месеци ноември и декември, значи имаме бруто домашно производство од термо и хидроцентрали, за да ја задоволи вкупната потрошувачка на електрична енергија од 33% и 48%. Значи да не, ајде да симплифицирам, во втората половина од 21 ние во просек 47% од овие два, да кажеме, производителя, за разлика од тоа што сме произведувале над 60%. Значи, поентата ми е, тука немаме ни половина. ЕСМ имаше потреба да увезе електрична енергија. Немавме домашно производство. И тој увоз го направи по многу повисоки цени, берзански, кои што почнаа да растат, и затоа буџетот се испразни за 170 милиони евра, значи, од државната каса кон ЕСМ, со цел да се покријат овие достасани неисплатени обврски што ги крираше за тој период ЕСМ. И сега, видете, дали се подготвени? Значи, ние уште лани... Тоа сака во контекст на ова. Зошто, еве, толку години независност, државата се уште најголем дел од процентот на електрична енергија го увезуваме? Зошто сме неспремни и дали не сме закаснети со оглед на тоа што се најавуваше тешкиот период, постојано велевме тешка зима, имавме еден период пред нас за да се подготвиме, да набавиме енергенци во случајот мазут или газ или не знам како. Видете, не, баш тоа го кажам, значи 70% го безбедува домашно. Значи, електричната енергија се обезбедува домашно, 70%, 30% од увоз. Овие 70% се многу битно, значи, лани не беа 70%, тоа сакам да кажам, беа 47%, ме разбирате? Значи, тука крахираше домашното производство на електрична енергија. И сега, од лани сме во енергетска криза. Знаеме дека увозот ќе биде многу скап ако не произведеме домашно. Значи, имавме прогласено енергетска кризна состојба, ако памтите, од ноември лани до јуни оваа година. Значи, тоа се колку месеци? Ноември, декември и овие 6, значи 8 месеци ние сме имале прогласено кризна состојба во енергетскиот сектор. За тие 8 месеци, значи, според мене, јас да бев носител на политика, да бев... Ајде да слушнеме. Точно, да бев министер, да бев премиер, да бев... Што и да бев? Значи, да бев советник. Затоа што сите велат да бев и кога ќе биде, значи, тогаш... Пред требаше да се обезбеди финансирањето. Значи, ако немате домашен ископ од рудниците, за кое што треба време, а не сте биле подготвени во претходниот период, заради тоа што има големи индикации за криминали во тој дел, значи не сте биле подготвени, ќе го увезувате количински јагленот од соседните држави. И лани сме го увезле од Косово. Количински во статистика се гледаат тие бројки. Значи дека количини на јаглен имаме увезено од Косово. Значи, сте требале да се спремите и за оваа година, на почеток на оваа година, така, а не пред почеток на грејна сезона, не пред почеток на најтешката историски, економски, како и да е, значи, зима. И сега вие
во тие месеци на кризна состојба, прво сте требале да обезбедите финансирање. Кога кажувам финансирање, значи, пошто не сте способни дома да си го ископате јаглената, треба да го увезете, а и јагленот расте во цена, треба да го обезбедите финансирањето. Одговорно тврдам дека до сега не е обезбедено финансирањето. Ниту пак за оние антикризни мерки кои помпезно се најавуваат во јавност. Оние 76 милиони евра во буџетот, не се обезбедени. Значи ги немаме. Државата од почеток на оваа година троши од својата девизна сметка. Значи, ги намалува девизните депозити што си ги има. Не обезбедува ни од домашен пазар на харти од вредност, пошто ликвидноста е многу намалена и кај банките и кај останатите институционални инвеститори кои пласираа во ДХВ, во државни харти од вредност до сега. Значи, ако памтите, во април ни кажа дека ќе го земат оној заем за предпазливост и ликвидност од ММФ. Тоа е линија, значи отворена линија од 700 милиони, се извинувам, од 900 милиони евра, која што помпезно се најавуваше дека ни била одобрена заради добри економски политики и сега никој ништо не кажува за таа линија. ММФ дали ни ја одобри или не ни ја одобри? Нека кажат на јавност. Значи, ние моментално немаме обезбедено финансирање. Значи, ако владата беше доволно одговорна, требаше да обезбеди финансирање. Зашто ако памтите многу добро, тие мерки антикризни, 70 со ребалансот со све, се најавија уште во април, така? Така. Значи, моментално не е обезбедено финансирањето во буџетот. Тоа да биде јасно. Сакате да кажете дека ништо од најавата за антикризни мерки за помош? Па јас онака како што го гледам дека ако не се задолжи наредниот период државата, каде што причината се каматните стапки според министерот за финансии, дека висока камата 6% моментално задолжување. Јас се плашам, значи искрено не ќам да верувам, меѓутоа се плашам дека не е проблемот каматната стапка, пошто пазете, глобалните централни банки и воопшто централните банки секаде и во земји во развој и во развиени, од сега натака го започнуваат циклусот на сатегање на монетарната политика. Тоа за народот значи дека од сега натаму ќе имаме повисоки каматни стапки. Тоа е борбата на централните банки со инфлацијата, поради тоа што тоа има мандатот. Не има мандат од сиромаштија и мандатот има значи да ја зауздат инфлацијата. И ние во таква една околина во која што знаеме дека од сега па на среден рок ќе имаме затегање и се повисоки каматни стапки, вие не ја издавате евроврзницата во прва половина на годината, кога започнува тој процес, него чекате погоден временски период. Јас ќе кажам дека нема да има погоден временски период. Од сега па натаму ние се поголем и поголем трошок на ова и така веќе високо задолжување ќе имаме. Јас за тоа кажав, се плашам дека не е изговорот каматната стапка, односно не е вистинската причина, е само изговор каматната висината. Дека вистинската причина е дека немаме инвеститори најверојатно што може да ни запишат, односно да ни инвестираат во еврообврзница. Зашто? Се враќам на вашето прашање за претходните години и за истрошениот фискален простор за ковид кризата, заради тоа што ние во 20 издадовме еврообврзница во износ од 700 милиони евра и во 21 исто издадовме од 700 милиони евра. Пазарен долг од 1 милиарда и 400 милиони евра за 2 години издадовме. Знаете колку е тоа многу? Тие ќе достасаат, наредната година достасува една стара еврообврзница, мислам дека беше 450 милиони, па достасува потоа оваа 700, значи, ако сте озбилна влада, прво требаше да го обезбедите финансирањето и тоа финансирање да отиде за овие цели за кои што економијата бара, односно бизнисот бара и населението бара. А не да отиде, повторно ќе кажам, значи целата фискална недисциплина од претходниот период ќе ни се удри во глава. Значи не само за помошта што не била кај што требала да стигне, него ние имавме неверојатно трошење на стоки и услуги. Во 2021 година имаме историска сума на трошени средства, историска кога гледаме од буџетот, нели, подолга серија на трошење на стоки и услуги. Затоа имаме маса на плати на јавна администрација во сред... песимистички ова некако. Не, ова е реалистички. Слика, јас создаваме и вака се. Јас сум по луѓето и онака уплашени. Вака се. Јас сум по значи по дух оптимиста. Меѓутоа,
во моментов сум реалиста. Не сакам да звучам апокалиптично, така ви кажам. Меѓутоа кажам на народот вистинската ситуација. И дека со магисно стапче некој ќе дојде и дека ќе суради ситуацијата, нема. Зашто? Зашто имаме и ќе влечеме опашки од минатото. А тие опашки не се добри. Ама минатото бевте и вие, да не забораваме. Значи минатото, добро, јас бев у Народна банка, не бев баш у влада, нели? Ова сегашност нема ништо, има само потрошени пари и имаме иднина која што ќе биде многу тешка, за која што и самата влада која што ја создаде си признава преку даночната реформа дека сака да собере повеќе пари во буџетот. Значи првата сметка која што од ова однесување на оваа влада доаѓа е нели даночната реформа. Тек до прва... Тоа ми го повлековте прашањето, затоа што државата уверува дека буџетот е ликвиден, дека пари има за нови антикризни мерки за кои што вие не верувате. Бизнис секторот ваквите најави за даночни реформи ги дочека на нож. Вие бевте доста гласни. Што ова би значило сепак за македонската економија? Вака се, многу е дволично од една влада во која што во една од скопските општини не се плаќа струја. Значи, ние плаќаме за таа општина струја. Мислите на Рачиново? Мислам на Рачиново. За истата општина, која што според данокот на имот е на дното на табелата во плаќање на данок на имот, а според трансфери централниот буџет е на врвот на листата, и за која што со магисно стапче го реши проблемот министерот за економија. Се заложи министерот за економија, Крешница. Да, добро, еве го реши. Нека го реши на многу сиромашни семејства кои што не може да се ја покријат сметката за струја. Го повикувам сите, значи сиромашни, нека им ги плати сметките на струја. Ги субвенционира, не знам ни дали ги субвенционира се уште сметките за сиромашните за струја. Дали и за тоа е обезбедено средства во буџетот. Значи, дволично е кога во општина која што, па и не е само таа, добро што збори, ќе ги наведам. Студеничани, Центар Жупа, значи многу општини не плаќаат данок на имот, не собираат даноци. А ние плаќаме за тие трансфери, за школство, за вработување во јавен сектор. Ние ги дополнуваме. Да, наспроти е една општина Илинден. Па и Дојран и Центар, тие се моментално СДСовски. Тие плаќаат данок на имот. И сега овие општини ги финансираат овие општини. Или од едно купче сме сите. Многу е дволично да вие имате толкава сива економија, знаете дека имате ненаплата на данок на добивка, се извинувам, па и на добивка, и на ДДВ, експлицитно негде се дава фискална, негде не се дава. Знаете дека некои општини не плаќаат имот воопшто, некои плаќаат. Значи во таква една атмосфера на тотален хаос, а со пуни се устата за Европска унија, во Европска унија ова не постои. Они викаат не, сега ќе пристапиме кон даночна реформа, заради тоа што така сметаме дека треба да се постигне правичност и ефикасност. Значи, даночната реформа не содржи ништо од правичност и ефикасност, кога вие како влада толерирате, значи, она што го кажав претходно, нема правичност тука. И народот е со право изреволтиран, така. Втора работа, ефикасност, која фискална дисциплина вие демонстрирате како влада. Дадовте огромен трошок за сега отворен Балкан. А што ќе добиеме? Сакам да знам што ќе добиеме. Онаа кампања Инвест ин Македонија од претходната влада ни донесе едни на други. Ни донесе туристи. Ни донесе Инвест ин Македонија, ќе се вратам. Тогаш критикуваа зашто CNN, зашто имаме промоција јака. Знаете зашто? Сите не познаа кај сме, која држава сме, не ставија на мапа. Дојдоа странски инвеститори, дојдоа туристи. Колку туристи имавме сега, гледате, туристи шетаат, не, све упропастено у центар, нема кај да шетаат. Имаме разбиран министер за финансии, јас го почитувам длабоко. Меѓутоа, значи, министерот за финансии, исто така, на таа влада треба да каже, ја немам пари да ви платам 400.000 или пола милион трошок, вие да идете моментално усред економска криза, да идете на скапа промоција, па каква и да била. Имаме ли разбран премиер сега?
Кога веќе го Видете, спомнате колега ми е премиерот. Знам дека Не сакам да значи јас имам, како да кажем, нормални релации со премиерот. Драго ми е зашто ме прати, ме чита и ме ги гледам, ги гледам моите совети, тоа е многу фино. Меѓутоа, ако ги читаше и ако ме пратеше и ова, значи стварно напишав за 4 стратегии уште у март. Што ни е приоритет? Прво беше сигурност за храна и тука кажав стоковите резерви да се полни. Никој не ми го кажа до ден денес фактот дали ги наполни или не. И ако ги наполни, по која цена ги наполни? Дали е подпазарна или надпазарна цена? Па и кога ќе ги активира? Зашто ќе ги активира? Значи дали го седна бизнис секторот на кој што му треба пченка, пченица, значи дали што направи за стоковите? Немаме ништо. Значи, Вучич испадна на табла и ја нацрта енергетската криза. Кај нас ни со зборење не објаснуваат. Хаос, менеджмент, хаотичен, не само на овој премиер, зборам овој состав, и на претходниот. Хаотичен менеджмент. Значи, хаотичен менеджмент за управување на кризи. Значи, една мерка, па ја прекинуваме, утрата мерка, друга мерка. Па не сега маржи ограничување, даночна политика, па не даночна политика не изгуби приходи у буџет, па се враќаме маржи. Хаос, значи нема еден правец во спроведување на мерки, прво за зауздување на растот на цените и сега немаат никаков правец за енергетскава криза. И ќе се вратам. Сметам дека не се обезбедени. Еве нека ме побијат, значи нека излезат. Ја сметам дека според она што гледав јавен повик на тендери од РЕК Битола, дека не се обезбедени доволно количини на јаглен и мазут за следната. Да. Престојната сезона. Да. Ги спомнавте ценовните шокови. Што да очекуваат луѓето? Многу е тешко. Јас како носител од Централната банка да креирам инфлацијски очекувања. Меѓутоа, за жал треба да признаеме, значи дека овие инфлацијски очекувања, значи кога и бизнисот и народот очекува се повисока и повисока инфлација, веќе се вградени во нашата свест. Јас сметам дека инфлацијата на среден рок, кога зборам среден од 1 до 5 години, ќе се задржи во високи граници. Ја она што сметам дека народот треба да биде и дома подготвен, дека ќе бидеме во една ваква околина на високи цени, заради тоа што истите ќе бидат во финалната цена на производот, секојаш ќе биде вкалкулирано, но и раст на цената на електрична енергија, на нафтата. Значи, така да наредна година, оваа година, сметам дека ние нема да завршиме со таа проекција од Народна банка 8,8%, околу 9% е инфлацијата, сметам дека повисока ќе биде, значи околу, да кажеме, најверојатно околу 14% на кумулативно ниво, значи ова. И сметам дека наредната година исто така нема толку брзо да се вратиме на онаа ниска инфлација од 2 како што ја имаме, нели ја знаеме, него сметам дека и наредните неколку години ќе живееме во ваква околина на високи цени. Стабилен ли е денарот? Вчера Народната банка уверуваше дека добра е контролата барем таму, имаме стабилност. И тоа исто е многу тешко кога доаѓаме од Централната банка. Вака сега, монетарните власти имаат неколку инструменти со кои може да го бранат, како се вика, денарот. Еден од инструменти е да ги употребат девизните резерви. Значи, девизните резерви ни служат токму за тоа, за да во услови на вакви платно-билансни шокови, значи да се искористат да го одбранат стабилност, и тоа направи Народна банка. Потрошени се околу, значи со првите 7 месеци, околу 450 милиони евра, значи е намалено нивото на девизните резерви, чисто за интервенција од прилика околу 317 милиони евра, така мислев нешто. Така да, тоа е првиот браник. Сега Народната банка треба да си процени колкав период, значи има девизни резерви за тој увоз што ни доаѓа, значи има неколку индикатори. Смета Народната банка по сите индикатори дека има доволно ниво. Ја би рекла ова моментално ниво од 3,2 милиарди евра дека е доволно. Она што е едно добро што беше започнато и у нашиот уште период кога бевме во Народна банка е
една линија, репо линија за обезбедување на брза девизна ликвидност со Европската централна банка и Европската централна банка на не ЕУ државите, значи како што и ние сме, им обезбеди таква линија уште за корона кризата и мислам дека таа линија се уште ја пролонгира и со почнување во нова енергетска криза. Значи Народна банка може да ги пополни така девизните резерви, а впрочем и ако се задолжи државата, известно е дека треба да се задолжи и дека ќе се задолжи, тоа јас сметам и скапо ќе се задолжи, пошто и чекаше до сега. Значи тоа све што ќе дојде како девизен прилив од таа еврообврзница, значи тие евра, тие се остануваат у девизни резерви. Значи пошто се за домашна буџетска денарска, потрошувачка. Така да сметам дека не треба народов да се плаши за стабилноста на денарот од причина што јас не верувам дека никој гувернер, значи не би пристапил кон некаква промена на таа вредност, нели 67,67 денари за евро. Не би дошло 70 до. Значи така да со сите инструменти Народна банка ќе гледа да го брани курсот. Нека си бидат тука стабилни граѓаните, сметам дека Народната банка ќе пристапи и помалце јако со мерките кон инфлацијата, започна со каматната стапка, меѓутоа циклусот го запре на 2-3 зголемувања, го запре. За мене тоа не е јасно. Значи би требало да пристапи кон измени во други инструменти, што е за поздравување кај тие инструменти, кај заложителна резерва и сметам дека во наредниот период може би да побара таа и без разлика и краткорочна линија од Европската централна банка, ама нека ја побара да си ја имаме како девизи и Министерството за финансии најверојатно во нареден период ќе издаде Юробондот, пошто ништо нема од заемот со ММФ. Јас сметам дека не е одобрен заради тоа што токму и ММФ, веројатно мисијата, има утврдено дека не биле парите и онаа буџетска консолидација и трошење не била како што треба. И мислите дека затоа не ни мислам дека за тоа се уште не ни го одобриле, пошто тој заем де факто тој инструмент беше нов на ММФ. Кажавте што вие направивте, меѓутоа што ќе направи опозицијата, освен што критикува и седи во сенка оти во вакво време кое што е тешко за сите, тешко е на власта, меѓутоа опозицијата што прави? Критикува и не действува. Зошто не действува и не оди во еден сооднос заедно со власта заедно да искомбинираат некакви политики, некакви математики, ова како во завршница се. Па ако јас сум во опозиција, ако ме слушаше владата, значи ќе превземеше нешто. Значи во континуитет ја ова што кажам дека дискутирам, пишувам и само кажав дека еве премиерот нели ги прати овие сите тие работи, да послушаа веројатно 20% од што зборев, ќе беше поинаква ситуација може сега со кризнава состојба за енергетиката. Значи ова ја све што претходно го зборев се мерки на времено обезбедување на финансирање, на времена реакција на монетарна политика да се заузда барем еден канал кој што ја крира инфлацијата. Први бевме што кажавме за мерки во даночна политика за да се намали шокот на цените, оние финални цени, 0% за основни производи прехрана, значи намалена акциза за нафтени деривати. Не е дека опозицијата само критикува, напротив, ја би кажала дека моментално опозицијата, народот е гневен и очекуваат опозицијата револуција, очекуваат опозицијата да смени ситуацијата, така, меѓутоа зашто ја лоцира опозицијата дека е виновникот? Многу ми е мучно во стомак кога ќе слушнам дека ВМРО не била за европска иднина. Значи, видите, ВМРО е јасно и гласно за интеграција на Македонија во ЕУ. Значи, ако некој знае што значи тоа е европско семејство, во кое што само може да добиеш од причина што ќе ги интегрираш најдобрите закони, најдобрите принципи, најдоброто све, е ние од Централната банка. Значи, Централната банка, токму со помош на тие европски централни банки, го има изградено тој институционален капацитет. Значи, ВМРО е за ЕУ интеграција. Меѓутоа, значи, ние моментално имаме една консталација дека ние не сме. Како не сме? Ние само не сме за оној процес што го спои оваа влада и ова парламентарно мнозинство со
европеизацијата, тоа е бугаризација. Значи, ние сме се развојат овие два процеса, едноставно и да се, значи, за тоа бараме и поддршка од народот, јасна и гласна поддршка. Вчера донесовме, значи, одлука за како ќе гласи референдумското прашање. Да. И јасно и гласно да кажеме да, Европа ние ве сакаме, меѓутоа ние не сакаме да се бугаризираме, поради тоа што нашиот сосед Бугарија, со кој што треба да имаме економски добри односи секакви, сега се враќа во средновековието и буквално, значи, историјата ни е главната пречка. Не треба тоа да биде воопшто во една рамка. Така да, поентата е, значи, ние како опозиција не е дека немавме напори да организираме ново парламентарно мнозинство. Се сеќавате лани после изборите, така, значи, имаше подписи дека се прави ново парламентарно мнозинство, за да тековнава влада киднапира еден од пратениците и тоа така да си помине во јавност дека готово опозицијата значи, пазете, ние имаме моментално работа со луѓе кои што прават подкуп на пратеници во минатото, кои што судски случаеви, кои што киднапираат пратеници, така, и сега опозиција не сака избори. Како не сака? Ние ностоп пуна ни е устата за избори. Зашто? Значи, и тоа не е од сега. Мене многу ми е криво што ВМРО ја не бев тогаш официјално во извршниот комитет. Значи, меѓутоа, криво ми е оние избори од 20-та година што не ја доби поголема разликата. Барем ако ја добиеше, знам дека може би не ја заслужиле. Па сега не знам дали не ја заслужиле, не знам дали на народов му е јасно дека оваа влада дали ја заслужи или не, ќе си каже на наредни избори. Се надеваме дека ќе бидат предвремени парламентарни и дека и народов ќе си го крена гласот кој што си го крена за, како се вика, за името, односно и за францускиот предлог, исто така и за предвремени парламентарни избори. Се расширивме во нашиот говор, во овој интервју. Гостин беше поранешната вице-гувернерка на Народната банка на државата, Маја Кадиевска Војновиќ. Ви благодарам што се озвавте на поканата и до некое следно наше видување, да се надеваме на подобри времиња и на подобри анализи. Да се надеваме дека после ова недомакинско работење, да кажеме и хаотичен кризен менеджмент, дека ќе дојде подобра влада со луѓе кои што чесно ќе работат и кои што едноставно домакински ќе го управуваат државниот буџет. Благодарам. Вам почитувани ви посакувам секое добро.